Празникот Успение на Пресвета Богородица се слави на 15-тиот ден од месец август според стариот календар, односно на 28-тиот според новиот. Нему му претходи двонеделен богородичен или преображенски пост. Од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорѓи кажуваат на тоа дека верниците кои што ги постеле богородичните пости со благослов од Духовен Отец ќе може да се пречестат на денот на празнувањето на Успение на Пресвета Богородица. Светата православна црква во понеделник го чествува Успението на Пресветата Владичица наша Богородица. Празник е народот познат како Голема Богородица. По некој непишано правило, по некоја традиција на овој ден, бидејќи завршува постот, голем број на верници доаѓаат и пристапуваат кон светата тајна причест. Значи должност ни е како свештенство да апелираме сите оние кои што се немаат претходно подготвено со преку светата тајна исповед или со благослов на духовникот, нели, за причестување, да не пристапуваат кон причеста. А исто така се појави една забуна дека овде во храмот постои еден вид на групно исповедање, односно на исповедање на гревовите, имено кога некој од свештеникот ја чита разрешната молитва, односно молитвата пред причестување, која ја читаме, нели, пред да почнеме со причестување на верните. Многумина, посебно од постарите верници, мислат дека всушност тоа е светата тајна исповед. Значи да не дојде до забуна, групна исповед во православната практика не постои. А како што знаеме и од светите канони и од практиката, исповедта е индивидуална, значи насамо. Значи сите, пак ќе се повторам, сите оние кои што претходно се исповедали имале благослов од својот Духовен Отец да пристапат кон светата тајна причест, додека другите кои што не ги исполниле овие правила да не пристапуваат. Овој празник го слави Успението, Воскресението и прославувањето на Пресвета Богородица и нејзиното преселување во Царството Божјо во полнотата на нејзиното духовно и телесно постоење. Од православната хератологија и од оно што е запишано во преданието знаеме дека на овој ден се упокојува нашата Владичица Богородица, имено според преданието ангелот Гаврил и се јавил 3 дена претходно и го најавил нејзиното успение, притоа и дал едно гранче кое што блескало, кое што според преданието од страна на апостолите било донесено директно од рајот, и ова ветување на архангелот Гаврил се исполнило. Значи по 3 дена апостолите биле собрани на чудесен начин и се извршило, нели, успението, односно поворката со посмртните останки на нашата Владичица Богородица, а по Божја промисли на чуден начин 3 дена по нејзиното успение дошол и светиот апостол Тома, и кога го отвориле гробот на Пресветата Владичица, нели, да се поклони самиот апостол, апостолите и сите верни кои што биле со нив забележале дека исто како и нашиот Господ Исус Христос, така и нашата Владичица воскреснала и се вознела на небесата. Според црковното предание, Богородица го завршува својот живот тивко и мирно, без никакви болести и страдања, и по смртта на нејзиниот син Господ Исус Христос, таа честопати се молела заедно со апостолите Господ Бог да ја земе нејзината душа и да ја пресели на небото. Доживеала длабока старост. Инаку 28 август понеделник е неработен ден за сите граѓани од христијанска вероисповед.